Падна мизрахи за таблата Република Македонија. Во раните утрински часови по долга и жестока дискусија во собранието, мнозинството гласаше за разрешување на техничката министерка за труд и социјална политика предложена од ВМРО ДПМН, која раководеше со министерството 44 дена. Техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој побара нејзино разрешување, рече дека не го почитувала уставот на државата, откако таа неколку пати излезе на пресконференции во министерството пред табла со името Република Македонија. Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи во владата на Северна Македонија не го коригираше ова свое однесување и се доведе против незиното неодговорно и несериозно однесување да биде преземена мерка што ја предлагам, а тоа е собранието да ја разреши од функцијата министерка која раководи со Министерството за труд и социјална политика. Мизрахи пред пратениците истакна дека никогаш не го прекршила уставот. Рече дека уште не влезара во Министерството за труд и социјала, била мета на антисемитски напади, а тие што ги оркестрирале нападите го осудиле само со бледо соопштение. Сега, како што рече, хајката против неа кулминирала со ефтина партиска представа, наречена табла во Министерството. Не ја прашувајте Рашела Мизрахи. Прашете ја Мила каде е новата табла. Јас сум граѓанин на Република Македонија кој никогаш не го прекршил ниту уставот, ниту законите. А Република Македонија е таа затоа што за неа на 19 години загина народниот херој Лиман Каба, го положи својот живот. Република Македонија е затоа што Бабисадо Хаме за неа изгуби нога во Втората светска војна. Република Македонија е затоа што мојата баба Ризова Трајанка и незината бригада Добри Даскалов 5 години крвареа. Поради Коста Солев Рацин, Република Македонија е поради Јордан Пиперката, Даме Груев и Карев. Република Македонија е затоа што незината иднина лежи на незината историја, а без историја нема иднина. Реалноста денес е дека парламентарното мнозинство ја заборави историјата, барајќи иднина. Јас сум Рашела Мизрахи, горда еврејка од Македонија. Политичките препукувања продолжија и по разрешувањето. ВМРО ДПМН се убедени дека вистинската причина за разрешувањето е со цел да не се открие што правела Царовска додека била министерка, а СДСМ уверуваат дека разрешувањето е последица на кршење на уставот. Таблата беше само повод, а вистинската причина за разрешувањето е разобличување на некои одредени незаконски активности на Царовска и неодговорното работење на Министерството во време на истата. Со ова собранието, како што доликува, го заштити Уставот, интересите на граѓаните се одбранети, обезбедена интеграцијата во НАТО и ЕУ и европската перспектива. ВМРО ДПМН треба да донесе одлука дали ќе предложи нов министер за труд и социјална политика во техничката влада. Доколку нема предлог до изборите со министерството, ќе раководи дополнителната заменска министерка Санела Шкриелј.